сервис, 5 сервис грешки, али оправдано, за разлика од нив, Шкендија на друга страна нема ни еден поен од блок, нити еден поен од аз, 3 сервис грешки, само 11 поена од напад. У секој случај, денеска гледавме поинтересен втор надпревар него првиот, она што го најавивме дека Борец е екипа во подем у задните неколку надпревари и недела ќе игра сосема заслужено против екипата на Струмица, што по мене лично некоја моја проценка ќе биде добар и интересен надпревар. Преска улета Жабе во кадар, насмен, тоа ме радува, нека остане така насмејана екипава до сабота. Од мене толку, почитувани гледачи, се гледаме утре. Ви благодарам, Карановиќ, да. Дојдете пак на македонска телевизија во тек утрешните пренос. Или во салата во Радовиш. А ние ќе го заокружиме ова второ полуфинале. Втор пат во историјата, трет пат во новиот милениум, Гог Борец ќе игра за Куп Пехарот. Во денешното полуфинале на завршниот турнир во Радовиш, Велешани го совладаа составот на Шкендија со 3-1 со пресврт, откако противникот го доби првиот сет со 25-14, потоа беше 25-19, 25-17 и уште еднаш 25-19. Исмаили, коректорот на Шкендија, не можеше да фати ритам. Бен Талеп и Андонов не беа доволни. Гог Борец го санираше приемот, го најде вистинскиот напад, па блесна Волков, Шапе и Костич. Андовски, Лепидовски, Ивковиќ се разбира дадоа придонес, па Велешани се реваншира за поразот во финалето на купот токму од Шкендија во 2011. Украинецот Волков заработи 20 поени, Костич 17, додека пак двоцифрен беше и Шапе со 12 поени. Кај Шкендија Бен Талеп со 18, Исмаили со 11 и Андонов со 10 не можеа да парираат. Па како и лани, актуелниот македонски вице-првак го завршува патот во полуфиналето, а Борец ќе се обиде в сабота да ја изненади екипата на Струмица Никоп. Почитувани гледачи, толку од првиот дел од овој турнир. Одиме со изјавите на терен. Колегата Дамјан Николовски има соговорник.